Следната тема со гостин овде во студиото 3 на Македонската телевизија не поттикна да ја отвориме последното истражување на Светската здравствена организација, која вели дека речиси 1/3 од сите возрастни или во бројки околу 1,8 милиарди луѓе не се движат доволно и не спортуваат. Ова остава последици кои го чинат меѓу другото многу и здравствениот систем глобално. Доколку трендот продолжи, процентот на неактивни луѓе се очекува да се искачи од сегашните 31 на 35% во 2030-та. Токму недвижењето е една од главните причини за гојазноста, тема на која што разговараме со нашиот доктор Вилом. Добро утро, за ендокринологот и доктор Танер Хасан. Добро утро и добре ни дојдовте. Ги видовме и слушнавме статистиките. Колку треба да не загрижат, дотолку повеќе во сите овие статистики и информација има дека жените многу помалку се движат од мажите. Да, тоа е точно и општо е прифатено дека денеска во светот се повеќе и повеќе се зголемува бројката на пациенти, да кажам, пошто овие голем дел од овие пациенти од луѓево лицева што се неподвижни или имаат намалена физичка активност, завршуваат со обезност на крај и обезноста, знаете, со себе влече и други медицински компликации. Знаеме дека факт е дека голем дел, околу 1/3 од светското население се неподвижни, имаат или е намалена физичката активност доста. Според препораките на Светската здравствена организација, еден дел од овие пациенти мора да имаат зголемување на физичката активност и тенденцијата е нивна на Светската здравствена организација во наредните 10 на 15 години да се зголеми, да се намали бројката на малку неактивни или неподвижни пациенти. И сега, ако го гледаме овој тренд и ако го земеме предвидувањето на Светската здравствена организација, што може да се случи за 10 до 15 години од сега, што можеме да направиме за да ги промениме овие статистики, докторе? Најважно е да се мотивираат лицата, поттикта и поддршката за нив е најважната работа. Меѓутоа, тука играат улога повеќе фактори, мултифакторијална причини се овие и треба да бидат поддржани и од страната на своите фамилии, треба да бидат поддржани од страната на јавноста. Исто така треба да напоменеме дека тука имаме доста голем број на лица, односно млади лица кои што се во група на спаѓаат во возрастна група на адолесценти, кои што кај нив многу повеќе има зголемување на бројката последниве 10-15 години на намалена физичка активност. И треба да се потенцира дека овој период е многу важниот, најважниот период од човековиот живот, кај што треба да се интервенира и ние како доктори, како здравствен персонал, исто така и јавноста, исто така и нивните фамилии, кај што треба да се поттикнуваат малку да се зголеми физичката активност кај децата, пошто ова останува после последица во текот на целиот живот. Во изминативе гостување во Македонија наутро зборувавме многу често за Центарот за дебелина, како тој функционира, колку пациенти има, која е нивната возраст, па морам да прашам дали растеше низ годиниве бројот на граѓани кои што се исправени пред предизвикот наречен зголемена телесна тежина. Па има, тоа е тренд во целиот свет, така и во нашава земја. И која е возраста, да речеме? Само да ви кажем податокот дека во нашава земја, според податоците на СЗО, имаме околу 30% на население кои што спаѓаат во групата на прекумерна телесна тежина или во обезна група. Ова е многу голема бројка и веќе влегуваме во првите 10 земји во Европа со обезност. Трендот се зголемува секој ден. Причините се мултифакторијални, како што кажав, делуваат и генетски фактори, начин на исхрана, физичка активност и други некои медицински компликации кои што ги имаат пациентиве, кои што им не овозможува да се движат активно ако имаат ортопедски проблеми, например. Меѓутоа треба да се каже дека и менталниот склоп на лицата и на пациентиве наши е многу битен фактор. Поголем дел од овие пациенти кои што имаат со прекумерна телесна тежина или обезни, тие имаат стигматизирани се, за жал се издвоени, малку изолирани од јавноста. Тоа уште повеќе и помага негативно, во негативна смисла помага да не се движат,
пациенти да не излегуваат надвор, да имаат помалку физичка активност, кои што влегуваат во еден зачарен круг, кај што тешко може да се излезе после тоа. И колкав е успехот на третманите? Соработуваат ли пациентите? Што најтешко им паѓаше низ годиниве во процесот на намалување на тежината? Да, тие се соработливи, тие што барем што доаѓаат. Еве на пример во го 8 септември првиот центар беше за дебелина што се отвори лани во нашава земја, исто така сега и има еве неколку последниве 6-7 месеци веќе функционира и во клиника за ендокринологија. Овие се двете центри кои што активно работат и во моментов. Има голем број што и се повеќе се зголемува на аплицирани пациенти кои што земаат упати од нивните матични доктори да се пријавуваат во нашиве центри. Голем дел се мотивирани и нас не радува што повеќе имаме пациенти кои што влегуваат во група на возрастна група од 20 до 40 годишна возраст. Тие се релативно млади пациенти. Помалку имаме над 60 годишна возраст. И веќе се свесни и младите веќе се интересираат преку интернет, преку здравствени сајтови низ интернетот, читаат дека обезноста е болест, веќе се прифаќа тоа во светот, не е само состојба, како што беше порано и така се прифаќаше подолго време за жал, меѓутоа сега е општо прифатено дека се работи за болест кој што треба да се лекува. Имаме неколку фази во лекувањето. Прво почнуваме со менување на животниот стил на пациентиве, регулирање на нивната исхрана, секојдневна исхрана, намалување на калориите, исто така препораки даваме доста за намалување на внесот на јаглени идрати. За жал, во нашиот регион имаме конзумираме големи количини на јаглени идрати и не сме свесни за тоа дека имаме прекумерна потрошувачка на јаглени идрати. После тоа даваме еден извесен период на пациентиве, 3 до 4 месеци, и гледаме дали само со овие измени, дали се намалува телесната маса, дали има подобрување во метаболните параметри на пациентиве. Ако имаме успех, продолжуваме само со овој третман. Ако немаме успех или успех онолку колку што сакаме ние, тогаш одиме на втора фаза, тоа е фармаколошката терапија. После таа фаза веќе почнува и третата фаза на третата линија на терапија. Тоа е последна опција. Никогаш не одиме прво на таа опција, тоа е бариатрична хирургија. Веќе е многу популарно во светот и во нашава земја. Идат пациентиве, многу голем број на пациенти одат и надвор, во странство се оперираат. Меѓутоа, без да се поминат овие две први фази, не е точно и не препорачуваме и нема индикација директно да се оди, освен ако има многу поголеми вредностите, имаме некои параметри што ги следиме кај пациентиве, ако не се пречекорат тие вредности многу повеќе. И тоа ќе го предискутираме веднаш по линковското вклучување. Она што интересира во контекст на темата е дали мрзеливоста има психолошка позадина. Одговор за ова бараме од соговорничката на Симона на второто линковско вклучување. Прашањето го имате, ајде да го слушнеме и одговорот, Симона. Да, прашањето за денешната тема до мојот соговорник, односно психологот Мирјана Јовановска-Стојановска, е дали мрзеливоста има психолошка позадина, меѓутоа е многу интересен незиниот одговор, затоа што вика дека во психологијата мрзливост како термин не постои, така што многу повеќе и подетални одговори ќе добиеме токму од неа. Пред се благодарам што утрово сте дел од Македонија наутро. Благодарам што ме поканихте да зборуваме на вака интересна тема. Да, навистина беше чудно тоа што го споделивте во нашиот неврзан разговор пред линковското вклучување, дека мрзеливост или мрза во психологијата како термин не постои. Не. Така што како се објаснува сето тоа, односно како вие го доближувате и до вашите клиенти, меѓутоа и до пошироката маса, од каде потекнува тоа кај народот за мрзливост? Па добро, тоа е мрзливоста е уствари некој термин за прекор со кој родителите ги воспитуваат своите деца, мрзливци, затоа што јас тоа што ти кажувам да го правиш, не го правиш. И кога некој ќе добие таков прекор, им добива чувство на вина дека прави нешто лошо. И нели би требало тоа да биде мотивација да ги придвижи да направат нешто. Фактички, како што веќе рековме, мрзливоста како термин во психологијата не постои, постои јас не сакам тоа да го правам, не знам како да го правам или не сум мотивиран да го правам тоа.
Така да решавањето на тој термин мрзливоста е во овие три работи. Прво, дали некој сака тоа да го прави? Значи, може не сака и има сигурно некоја причина зошто не сака да го прави. Може би не е мотивиран затоа што не гледа целта и зошто би го правил сето тоа. Го прави зашто мора, ама не би сакал, нели? Нема мотивација за нештото, не гледа каков е излезот од тоа, каков е резултатот, или не знае како да го прави, па молчи и не го прави воопшто. Значи, кога зборуваме со некого и ќе ни каже дека е мрзлив, или си го научил тоа од малечок, тогаш баш еве ние во психотерапијата како психолози и секогаш прашуваме, а добро, не сакаш да го правиш, не знаеш како, или би сакал, ама не знаеш како, па не сум мотивиран, или нешто, има нешто зошто тоа така. Ние сами за себе, нели, после кога ќе го усвоиме терминот, исто, си се прекоруваме на тој начин, мрзлив сум. Значи, очигледно дека работата не оди, нешто не се случува и треба да ја побараме причината, поставувајќи ги баш тие три прашања. Да, споменавте дека мрзлив си е некако дисциплински прекор, особено кај родителите кога децата се помали, па еве како тој збор влијае понатака врз развојот и дали тоа останува секогаш, како што кажавте, дека и ние сами за себе знаеме да кажеме мрзлив сум, меѓутоа сепак тоа значи дека нештото не сакаме да го правиме. Па кога ќе пораснат луѓето или ние ќе пораснеме, нели, еве возрастни, се однесуваме кон себе си така како родителите се однесувале кон нас. Затоа што ние ги учиме родителите по пат на, нели, поддржување, имитирање, ги впиваме, стануваат дел од нас, стануваат наши интроекти и нормално дека односот како се однесувале кон нас, така и ние почнуваме да се однесуваме кон себе, затоа што они ни покажуваат какво значење ова има. Ако они го разбирале, ние ќе речеме, ова овде треба да се разбере. Ако го сакале, и јас ќе го сакам, ама ако ме прекорувале и ме критикувале, јас исто така ќе сметам дека ова тука е потребно да биде критикувано. Мрзливост, нели, кога ќе ви речат нешто направи и не го правиш, ама ако правиш нешто по твое, а не по нивно, тогаш ти наед. Значи, тоа се начини како родителите ги користат кога не можат да најдат, а тешко е навистина да се биде родител, тешко е да се воспитаат деца и не секогаш ние можеме да најдеме адекватни начини баш како во тој момент да разговараме со децето и што да му сервираме, некогаш и ние не сме добри со здравје или сме изнервирани или нешто ни се случува, нели не можеме 100% да бидеме, ама да пробуваме во времето кога можеме да разговараме со децата, да не ги лепиме со критики и етикети, да пробаме да разбереме зошто не ги прават нештата, да им раскажеме колку е битно за нив, да го завршат школото, да работат нешто, да направат нешто, колку е битна хигиената во домот, во нивната соба, кога ќе разберат, ќе бидат повеќе склони кон тоа да го работат. Не значи дека веднаш ќе се стрчат, ама па со критиката, ама баш ништо не се добива. Од врата, да местија собата, мрза една, ништо. Во однос на сите овие работи, ќе ја споменеме повторно мрзливоста и според психолошки аспект дека не влијае на тој начин на како што ние го разбираме, меѓутоа во однос на неактивноста, физичката неактивност, што понатака кај одредени луѓе може да предизвика гојазност па и здравствени проблеми, ако не е мрзливост, како би значило дека не сака да биде физички активен, меѓутоа како да се мотивира сето тоа да го надмине и да започне да се грижи за своето здравје без да има етикета мрзел. Да, па знаете како тешко е, нели сите ние гледаме видеа сега по Инстаграми, по Фејсбуци, ТикТок, ајде да се вежба, ама може и да ако почнеме нешто активноста многу брзо престанува, нели? Некаде внатре имаме нешто што не сопира да ги правиме работите, што се добри за нас. И треба да си се прашаме зошто? Зошто не правам нешто што е добро за мене? Значи нема оправдување.
нема за било што, зошто некој не би бил добар со себе, не би се сакал себе си, не би ги правил работите што него лично ќе му ги донесат здравие, бенефит, подобро чувство, подобар изглед или не знам што све подобро. Ако не може да си го најдат одговорот, би било добро да посетат некој психолог па да си поразговараат, затоа што тоа не е нешто за лечење или едноставно треба да запознаат што е тоа што внатре се случува, внатре во нив, што е тоа што оди во позадината, заради кој што нивните свесни решенија не се реализираат. Не дека се мрзливи, ама има некој конфликт или има нешто што таму идеите кои ги добиваат и не ги остваруваат. Веројатно мрзливоста е само изговор. Господја Миријана, благодарам што утрово ни издвоивте вака корисни совети и информации. Благодарам и вас. Благодарам уште еднаш, тоа беше разговорот со психологот Миријана Јовановска-Стојановска, која што вели дека мрзеливоста како термин во психологијата не постои, а конкретно на оваа тема за физичка неактивност, понатака и гојазност, сепак треба да се посети психолог со цел да се дознае причината зошто не сакаме да правиме нешто што ќе влијае само подобро врз нашиот начин на живот. Токму така, благодарам Симона. Во вашиот тим има и психолози кои што разговараат со пациентите низ годините. И сега кога доаѓа некој граѓанин со прекумерна телесна тежина и кога го прашуваат и вие и вашиот тим, која е причината поради која што се доведовте во ваква ситуација? Кои се најчистите одговори, докторе? Значи, тие пациенти првенствено ние имаме во тимот психолози и ги препорачуваме на пациенти, им даваме препораки и поддржуваме во тоа да се видат со еден психолог. Најчесто што одговараат, барем ние како ендокринолози што гледаме, е тоа што и да направам диета, после известно време пак килограмите или тежината пак ќе се врати назад. Јас пробав со диета, најчестите одговори со јас пробав со диета, меѓутоа не успеав. Пробав и физичка активност да ја зголемам, меѓутоа немаше ефект. Овие се најчестите одговори што ги добиваме од пациентиве. Меѓутоа треба, како што каже и психологот, многу е битно да се мотивираат пациентиве и да знаат и да веруваат дека тоа што прават е добро за нив и за нивното здравје и дека ќе има ефект, само ќе треба малку да се потрудат и ова да биде континуирано, ваков животен стил или ваква физичка активност или исхрана нивна, и дека не е ова крај на светот, дека во светот има и дебели луѓе, како сите со прекумерна телесна тежина, има и слаби. Меѓутоа треба да знаат дека ако се намали малку телесната маса, дека ќе се подобри доста, ќе има голем бенефит во однос на здравјето и во однос на тие болести или компликации кои сите што може да се појават како резултат на дебелината. Исто така треба да се напомена на пациентиве, за да имаме успех во третманот, дека и да не се намали телесната тежина и покрај тоа физичката активност и исхраната, сето тоа делува позитивно во однос на метаболните параметри. Дебелината не е само зголемување на телесна тежина, исто така тука влегуваат повеќе фактори, зголемување на мастите, нивото, процентуалната застапеност на масното ткиво во телото. Тие можат да имаат големи тешкоти во намалување на вкупната тежина, меѓутоа во однос на намалување на внатрешните масти, тоа адипозното ткиво, висералните масти, што викаме, што се најповеќе таложени во пределот на стомакот, замастена јетра, замастено срце, сето тоа се намалува покрај тоа што не намалува својата вкупна телесна тежина пациентиве. Ако малку се одвои време на пациентот, и ако се објасна сите овие ситуации, верувате, ниеден пациент до сега не поставува спротивно на оноа што ние го кажуваме. И треба да им кажеме дека ова не е последна опција. Ние порачнуваме со првата опција, првата индикација, после имаме други алатки кои што можеме да ги користиме. И голем дел, околу 70-80% од пациентиве веќе имаат успех и имаат постигнуваме тие целите што ги сакаме како доктори. Но најдобрата и најздравата опција е да се поминат сите фази, односно да се оди етапно за да се дојде, ако веќе не има излез, до она што го споменавте, хируршката интервенција. Многу од граѓаните се одлучуваат за ова како прва опција и одат во странство. Да, за жал така е и тоа приметуваме и ние. Секојаш кога доаѓаат пациенти, тоа им објаснуваме, немојте директно да одите на операција, барем тие што доаѓаат да се консултираат кај нас.
Треба да знаат дека таа е само последна опција, не може да биде прва опција никогаш и такви операции има и своји последици, кај што цел живот после тоа треба да се справува со тие проблеми пациентот. Меѓутоа, за жал, луѓе сме, сите сакаме најлесниот начин, сакаме најбрз резултат да добиваме со малку напор, меѓутоа тоа не е добар пат. Треба да се оди фаза по фаза. Како и за се во животот, нели? Да. На крајот на разговорот некако се лекува ли дебелината и кога зборуваме за дебелина уште еднаш да појасниме, не станува збор за 5 до 10 килограми повеќе, иако многумина нели ги толкуваат тие како дебелина. Станува збор за сериозна болест која што треба да се третира. Да, се лекува, веќе имаме во светот последните 5-6 години веќе многу интензивно се користи лекувањето, фармаколошката терапија, имаме неколку препарати кои што се многу успешни, имаме инјектабилни субкутана терапија, исто така имаме таблетарна терапија кој што се користи веќе и во Македонија се користи. Ние сме еден од земјите во Балканот, првите земји кои што ги почнавме ова терапија. Веќе 2-3 години имаме добри искуства со пациентите и со лекувањето. Исто така има дел, како што кажавме, што одат надвор, меѓутоа се повеќе и повеќе се намалува таа бројка, што сакаат директно да одат на операција, пошто оваа фармаколошката терапија е доста успешна. Голем број на луѓе во Македонија веќе земаат оваа терапија и доаѓаат на редовни контроли кај нас, на 3 месеци, на 6 месеци, ги следиме и метаболните параметри. Метаболните параметри се многу битни, влегуваат тука липидниот профил, шекерот, гликемијата, диабетесот, исто е најголем ризик фактор како резултат на обезноста. Се намалува бројот на пациенти кои што имаат потреба да одат директно на инсулинска терапија, тоа е најважно, пошто не сакаме директно да почнеме со инсулинска терапија, бидејќи инсулинот може да ја зголеми и телесната тежина малку кај пациентиве. Така да оваа фармаколошка терапија е доста успешна и веќе имаме ни отвара еден нова врата и да бидеме многу поуспешни во третманот и како на обезноста, така и на диабетот. Што во периодот што следува и оние пациенти кои што работеа низ годиниве со вас, фокусот го ставате во наредниот период на клиниката за ендокринологија. Да. Она што ме интересира, каква состојба затекнавте таму, на што ќе се фокусирате, кои се приоритетите на кои што мора во моментот да се работи? Да, еве јас 2 дена веќе имам решение добив за директорско место. Ние сме едно семејство, една фамилија, се знаеме со сите. Ги знам и моите колеги од клиника, се познаваме од стручни предавања, од состаноци, конгреси што сме правиле сите заедно. Истиот моето искуство ќе споделам и со нив од го 8 септември што го имав. Мислам дека ќе имаме успешна соработка и со колегите. Пациентите што до сега доаѓале кај мене ќе се префрлат сега на клиничкиот дел, па ќе видиме понатаму што ќе ни покаже животот. Во однос на работата ви задавале ништо главоболка во овие први 2 дена? Па да, секој почеток е тежок, меѓутоа, пошто се знаеме и јас се чувствувам како дома и таму, затоа не мислам дека ќе имаме еден голем проблем. Почетокот е тежок, првите денови, меѓутоа ќе се прилагодиме на новата состојба. Постои ли ништо приоритетно што треба да се реши на клиниката во моментов? Па приоритетно да се реши, тоа е позитивната листа на лекови за пациентиве, тоа е нашиот прв приоритет кој што ќе инсистираме, ќе даваме подршка и на новото раководство Министерство, на новиот министер, препораки ќе дадеме да се зголеми палетата на позитивните лекови, посебно на овие пациенти обезни кои што се уште во Македонија не можат да земат лекови на позитивна листа, мора да бидат на приватно ги купуваат лековите, така ќе се потрудиме со заеднички сили да се зголеми таа палета и што барем еден дел од пациентиве да можат директно да земаат на позитивна листа овие лекови. Ке следиме и дискутираме. Благодарам, докторе, за гостувањето во Македонија наутро. И благодарам и јас многу за поканата.